Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game. Сер Пол Маккартни од легендарните Битлси повторно е на врвот на листата на 10 најбогати британци во областа на шоу-бизнисот. Богатството на музичарот и неговата сопруга Ненси Шевел се проценува на 680 милиони фунти, односно 1 милиарда и 400 милиони долари. Маккартни е на врвот на оваа листа од 1989 година, кога започнал со само 80 милиони фунти. На второ место е композиторот Ендрю Лојд Вебер со богатство од 620 милиони фунти, пред групата U2, чија заедничко богатство се проценува на околу 520 милиони фунти. На листата следуваат сер Елтон Џон со 240 милиони фунти, Дейвид и Викторија Бекам со 200 милиони фунти и Мик Џегер со само 200 милиони фунти. Што се однесува до младите музичари на островот, листата на најбогати британци ја предводи пеачката Адел со богатство од 30 милиони фунти. Познатата поп-звезда, американската пеачка Мадона, е обвината од властите во Малдиви, каде таа има создадено хуманитарна организација, поради тоа што побарала да има државнички третман кога престојува таму, како и за преувеличување на незината хуманитарна работа во оваа источно-африканска земја. Председателката на Малдиви, Джойси Банда, остро изабележа на Мадона дека бара да има VIP третман, пренагласувајќи ја помошта што ја дава за земјата. Шефот на државата и порача на американката дека се претвора во музичар кој очајнички мисли дека постојано мора да добива признанија од државните функционери на земјата, кој постојано ги тероризира наместо да настапува на сцена. Со осуда се огласи и кабинетот на председателката во посебно издадено соопштение, но Мадона ја отфрли обвинувањата, признавајќи дека е натажена од тврдењето дека ја пренагласува својата хуманитарна мисија во Малдиви. Пеачката преку својот портпарол рече дека председателката на земјата лаже, а дека сите такви тврдења и дисквалификации се последица на сменувањето на досегашниот председател на хуманитарната организација што ја создаде Мадона во Малдиви, инаку сестра на Джойси Банда. Мадона посвои 2 деца од Малдиви и учествуваше во неколку проекти, но таа одби да ја финансира изградбата на една елитна академија за девојчиња од Лилонгве, зашто требаше да се издвојат 16 милиони долари, поради што прв пат беше остро критикувана од тамошните власти. Американскиот филмски режисер Вуди Ален ќе снима филм за животот во Грција за време на кризата. Главните улоги во филмот ќе ги имаат познатиот Бред Пит и Пенелопе Круз. Работниот наслов е Ноќта во Атина, а филмската екипа се подготвува за снимање во почетокот на мај. Според непотврдени информации, главното дејствие на филмот треба да се заврши до крајот на месец септември. Освен во Атина, снимањето ќе се случува и на еден од островите во Егејското море, но се уште не се прецизира кој ќе биде тој остров. Најверојатно во сцени од филмот ќе се појават и островите за Кинтос или Санторини. Историјата на лентата ќе раскажува за млад американец кој живее во срцето на Атина. Тој ќе преживее епски моменти и ќе раскаже како е да се надминат тешкотиите за време на тешката криза во земјата. Според најновиот извештај на World Economic Forum, малата нација населена на прекрасниот Исланд е прва меѓу најпријателските настроени луѓе во светот и е совршена за туристите кои не се плашат од ладното време. Нашата Македонија пак се наоѓа на 4-то место на оваа листа. Туристите од нашата земја си одат задоволни. Македонците се оценети како гостољубив народ кој ги почитува туристите. На второ место се наоѓа Нов Зеланд, а на третото е Мароко. Нашиот сосед Бугарија е во листата на најнепријателските расположени земји, односно се наоѓа на 132-то место. А кога станува збор за инфраструктурата и туристичката понуда, првото место го делат Австрија и Италија. Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game.